Почитувани гледачи, добре дојдовте во второто издание на нашата нова емисија Промо. Како и секоја емисија, така и ова, имаме прекрасна гостинка. Овој пат нашата Елена Велевска. Елена, најпрво добре дојде во студиото на Импродукција. Ти секогаш си тука како дома, но ајде да слушнеме како се чувствуваш денес. Добре ве најдов. Честитки за новата емисија. Поздрав до сите гледачи. Се надевам дека убаво ќе оди. И одлично се чувствувам. Убаво кажавте како дома. Мене секогаш ми е пријатно во Интиви. Така. Најново кај тебе што деновиве, поточно во сабота ќе снимаш ново шоу. За што станува збор, да им објасниме на нашите гледачи? Што точно ќе се снима? Па еве откако ги добив пофалбите за она новогодишно шоу кое што го направивме токму во соработка со Импродукција. Многу убаво помина кај народот, доста комплименти добив, им се допадна изборот на песни, меѓу кои беше и она мене која што најмногу ме одбележа Срце бакшиш. Другите беа познати македонски песни, кои што ги направивме заедно во соработка со групата Чардак. Тоа беа песни во живо снимени и сите тие комплименти ме понесоја да направам и да работам се уште на тоа што го сака мојата публика. И ете, овој пат значи ќе направиме едно малку поинакво шоу, кое што ќе биде со групата Андеми од Скопје. Ќе се пеат песни во живо и бидејќи многумина не знаат дека пеам јас ете на повеќе јазици, на српски, на грчки, на бугарски, на португалски, на индиски, ќе бидат опфатени во тоа шоу и мојата публика ќе дознае не само на македонски како знам да пеам, туку и на повеќе јазици. И воедно да се искористи она што го пласира Фолк клуб беше Фолк клуб ТВ, бидејќи таму одат песни на повеќе јазици и тоа е тоа. Ќе видат потом после соработката, после сработеното ќе има, се надевам, со што да се пофалиме сега. Само да кажеме што ни е план, а инаку не практикувам да се пофалам пред да се оствари нештото, бидејќи сегаш кога пред време ќе се пофалиш, баш тогаш нешто наоѓа да не може да се сработи. Така, тоа ќе биде доста интересно шоу. Ќе имаат нашите гледачи, како што веќе кажавте, можност да ве слушнат на повеќе јазици, како пеете и на другите јазици. Зошто се одлучивте токму со скопската група Тандеми да го работите овој проект? Па онака ми беа симпатични момци, ми треба некои така по-урбани ликови да кажам, ми се млади, весели за сцена, мислам дека ќе оствариме еден убав проект и секогаш гледам тоа да биде она што најмногу го сака публиката, а нив ги сака публиката и се надевам дека ќе сработиме нешто што ќе изгледа многу симпатично за око пред се, а и за убо за слушање. Така, за скоро време, како што кажавме, нашите гледачи ќе имаат можност да го погледнат тоа шоу. Го спомнавме и новогодишното шоу и јас пред да започнеме со разговорот и кажав дека шоуто навистина е доста гледано и барано од публиката, од гледачите. Најголем впечаток мене ми остави Срце бакшиш, ќе ти дадам твојата песна покрај нашите прекрасни македонски песни. Што друго сработи во 2017-та покрај шоуто? Имаше голем број настапи, турнеи, колку што знам, имаше нови песни, спотови. Ајде накратко да ја сумираме 2017-та. Искрена да бидам, 2017-та јас најмногу ќе ја запаметам како година во која најмногу сум работела. Може би не сум имала толкав профит да кажам колку што има вложен труд. Но сето тоа, јас како викам, во еден бизнис не може се да излезе истата година кога вложуваш. Во еден бизнис кога вложуваш, после тоа ќе дојде заработката, така и во музиката. Значи, најпрвин во секој бизнис се вложува, па потоа се заработува. Најмногу работев на снимање на нови песни, како што беше Една е мајка, Погледни ме за крај, Ти ще си моја, Уволнен си од живота ми, Недостапна за тебе, спотот за Срце бакшиш ќе ти дадам, проектот со Чардак во живо, спотот за Недостапна за тебе. Спотот за Недостапна за тебе, многу турнеи, бев за Австралија во месец април, мај, имав одлична турнеја, си поминав
најубаво овој пат, бидејќи ги посетив оние места кои што секој не може да ги виде. А мене тоа најмногу ме исполнува покрај работата, значи сите одиме таму за да работиме, да правиме успешни концерти и да оставиме убав печаток кај народот. И убаво да си помините, да. А кои беа тие места кои ти оставија најголем впечаток? Најубаво ми беше на Gold Coast, бидејќи таму одам по трет пат, 10 пати сум била в Австралија, трет пат одам на Gold Coast и секогаш најубавите спомени ги имам. Првиот пат кога појдов на Gold Coast ми беше изработена првата фотосесија, тоа беше далечна 2002 ми се чини година, со покоен Гоце Арноудов бевме. И ги посетив најлуксузните хотели кои што се наоѓаат покрај крајбрежјето. Таа е една туристичка дестинација, да кажам, исто како кога туристите доаѓаат во Охрид и таму се наоѓаат најлуксузните хотели. Тоа е место каде што секој го гледаш по влечки, буквално по фармерчина, по маичка, јадат сладоледи, уживаат во нештата и многу се носат кежуал таму луѓето, младите, и интересно беше што посетив овој пат многу луксузни хотели. Бев и гостинка во хотелот Версаче, каде што направивме и убави фотографии. Потоа ги посетив едни мои пријатели на Gold Coast, кои што ми овозможија да се почувствувам преудобно кај нив. Не прошетаа на многу убави места и остана едно вечно пријателство, би кажала, бидејќи такви луѓе се реткост да се сретнат. Направив воедно еден хуманитарен концерт со кој што покажав уште еден хуман гест и се собраа $6,000, беа донирани во црквата на Gold Coast. И така понесов едни убави спомени, потоа ја продолживме турнејата, но единствено јас заминав таму од моите колеги кои што останаа во Мелбурн, бидејќи јас сум авантуриста човек и секогаш сакам да откривам се што е ново, се што е убаво. Сакам песок, плажа, така, вода. Така. Елена, пред да продолжиме со нашиот разговор и да продолжиме да разговараме за овие твои турнии и доживување надвор од Македонија, јас предлагам да слушнеме, да погледнеме некои од твоите песни, да погледнеме твој настап, бидејќи нашите гледачи тоа го очекуваат. Ајде. Одиме со прва во се. Добро. Висока мода кариера се ми котира високо, но јас
се враќам од дно, то ми е тоа пониско. Прва во се, прва сум во се. Можеш да гледаш, но не и да ме добиеш. Прва во се, прва сум во се. До мене не може да стои некој последен. Прва во се, прва сум во се. Можеш да гледаш, но не и да ме добиеш. Прва во се, прва сум во се. До мене не може да стои некој последен. Елена, го погледнавме твојот прекрасен настап за оваа убава песна Прва во се. За оваа песна малку подосна ќе те прашам, сега да продолжиме со турнирите, ги кажа твоите импресии, твоите доживувања од далечната Австралија. Но годинава, мејатата година беше исто и во Италија, во Виена беше, во Анталија. Како си помина на овие места, ширум Европа? Не можам да кажам дека неубаво си помина, бидејќи стварно имам големи импресии од таму кои што ќе ги паметам секогаш. Најпрвим бев со Душко Георгиевски бевме во Виена во Австралија. Виена, Австрија? Во Австрија, се извинувам. И таму бевме вовикани од навивачкото друштво Македонска фаланга, кои што се големи патриоти, да кажам, и кои што заедно со нас ете, овој пат изборот беше на мене и на Душко. Направивме еден незаборавен концерт, бидејќи се очекува помалку гости да дојдат од она што се собраа таа вечер. И навистина беше едно големо доживување за сите нас. Концертот се паметеше со многу познати наши референи, како мои, така и од Душко. Многу стари македонски изворни песни, посебно оние омилените поврзани со нашата земја, со името за Македонија. И навистина се помина една убава вечер, воедно бевме и многу убаво дочекани, да кажам. Како дочекани, така и убаво испратени. После тоа следуваше и моето заминување за Турција, така ме беа недела, па другата недела во Турција, па другата во Италија. И секој викенд ми доаѓаше да бидам некаде. Да патуваш? Да. Следното гостување беше во Маниса во Турција, каде што морам да ги пофалам. Турција кога одиме, секогаш не пречекуваат како најголеми звезди. Не знам на што се должи тоа, но ми се чини дека турците знаат најмногу да почитуваат, посебно кога станува збор за естрада, за пејачи, за музика. Мислам дека се ги ценат како нешто најсвето, да кажам, најзначајно, најголемо. Така беше овој пат и со нас. Таму бев со Владко Миладиновски. Тоа беше едно друштво приватно кое што сакаше да си направи забава. Се собраа повеќе од 300 гости и имавме многу убав пречек, уште кога не зедоа на аеродром, кога не пречекаа, не однесоа, тоа беше додека не носеа во хотел, застанавме покрај море и таму имаше многу убави елитни ресторани. И не однесоа најпрви на морско, донесоа многу школки, лигни, ракчиња, октоподи и на самиот крај донесоа риба која што беше во пламен целата, беше печена во морска сол и многу убав гест направија кој што секогаш ќе го паметиме јас и Владко, а за десерт пробавме многу убава алва, да кажам, не баш како она што ние ја користиме тука во Македонија, туку тие ја прават како во течна состојба и испечена само. И тоа е нешто што беше како шлак на целиот тој пречек. И јас им викам на организаторите, ако ние продолжиме вака, мислам дека
ќе пукаат фустаните на нас и од концертот нема да ми биде баш многу удобно да играм со публиката. И така низ смеја, низ разговор, патување и убави импресии, таму бевме 3 или 4 дена така некако. Потоа следуваше моментот кога заминав за Италија и за разлика од концертите кои што ги имавме во сали каде што се играше, во Италија настапував во клуб и многу доцна се почна, после 2 часот настапував. Од 2 до 3 и пол така некако беше. Настапував со една група од таму и се собраа многу млади. Најмногу ги имаше од Кочани, од Виница, од Струмица, од Делчево, од тој крај, бидејќи јас настапував во близината на Асти. Клуб Секрет се викаше поточно дискотеката и навистина имав и таму еден убав пречек. Бев сместена, тоа сама таму заминав, бев сместена во хотел и онака едно убаво место каде што се ми беше на дофат. Имав многу пријатели кои што ги познавам, па ме прошетаа низ Италија, бидејќи концертот го завршивме во саботата, неделата ни беше ден за одмор и за шетање, а во понеделникот веќе си заминав. И така, Италија е една преубава земја, мислам дека има што да се види и да се надеваме дека повторно ќе заминеш, дека повторно ќе добиеш повик за настап таму. Нашите можам да кажам насекаде каде што ги има нашите македонци ширум Европа, ширум светот, се гостопримливи, така? И се желни за нашата македонска песна. Сакам да те прашам, поради тоа што често патуваш надвор од Македонија, често имаш настапи надвор, која е разликата помеѓу настапите во надвор од Македонија и во Македонија? И која е разликата помеѓу ете луѓето? Дали и нашите во Македонија знаат така убаво да пречекаат наш познат македонски пејач како што сте вие? Па добро, овдека кога сме и не ни очекуваме да не пречекуваат, можеби, бидејќи сме дома. Секако дека таму тие се домајќини и тие треба да се представат, а кога тие ќе дојдат на наша територија, јас знам како да ги пречекам. И разликата во настапите, не знам што би кажала, бидејќи како голем професионалец кој што секогаш ги прави на ниво своите настапи, овдека ете последен настап ми беше за Стара Нова година, за Василица во Прилеп, каде што Ла Каса Гранде ресторан кој што собира 400 гости и овој пат преку 500 карти беа продадени, така и беше и минатата година. Не знам, луѓето секаде се желни, би кажала, за музика, бидејќи едноставно народот или те сака или не те сака. Јас имам таа среќа да народот да ги сака моите песни, да ме сака и мене, и тоа е навистина она што ме исполнува, што ме прави среќна, и таа соработка затоа и се уште трае. Значи јас еве 23 години сум на музичката сцена и жалосно е да се пожал. Значи дај Боже да биде и така како што било. Така, значи публиката не стика да е убава, добра и гостопримлива. Да. Ја погледнавме прва во Се. Ја слушнав, ја погледнавме. Оваа песна е со малку поразличен ритам, со поразличен стил од она што претходно го правеше. Која е целта и зошто се одлучи на еден ваков поинаков стил? Целта беше малку да се издвојам од она клише, да кажам, сега што постојано се наметнува, а и можеби Фолкфест Роса и не беше идеалното место каде што требаше да ја пеам оваа песна, но ете се одлучивме на таков чекор, бидејќи секогаш јас знам да изненадам мојата публика и покрај тоа што оние кои што ми се веќе освоени, да кажам, како мои фанови, секогаш сум тука да работам и да следам што е тренд. И ова некако ми беше како тренд кој што е наметнат од соседите, но многу потешко поминува ние кога го наметнуваме. Сакав да освојам и помлада публика,
бидејќи секогаш се консултирам ете и со моите деца и со онаа помлада генерација, што сакаат да им пеам, што е тренд, па ќе ме посоветуваат зашто не направиш нешто во соработка со некој рапер или хип-хоп, R&B, да се вметнат некои такви моменти низ песните. И јас секогаш се обидувам. Можеби секогаш нема тоа да е успешно и не ни очекувам се да помине, бидејќи многу повеќе вадам отколку што треба една песна за да заживее. Еве ќе кажам, песната Срце бакшиши беа потребни 2 до 3 години додека ја засака публиката, така да не ни очекувам со 1 месец, 2 да стане хит и оваа песна, бидејќи знаеме и свесни сме дека медиумски кај нас и немаме многу простор за да одат ваквите песни, бидејќи не можеш кај нас да ги сврстиш ни во народно, ни во забавно, а токму тој модерен урбан фолк што го сакам јас да го пеам и да го наметнам овдека и некако и нема голем број на емисии за да биде застапен, но како така, јас секогаш сум тука да правам новитети, а тоа што ќе успее, многу ми е драго ако успее, а тоа што не ќе успее, викам секогаш е лекција плюс за мене, бидејќи секогаш учиме на грешките, секогаш и треба да правим, бидејќи човек што не ризикува нема ни да изгуби. Така, ги спомнавме медиумите. Пејачите повеќе пати се жалат дека немаат доволно медиумска поддршка. Што според вас, според тоа што вие веќе сте долги години на македонската сцена, што според вас треба да се направи за да добиете поголема поддршка и промоција на вашите музички дела? Па некако, според мене, естрадата стана многу голема, многу бројна. Иако мислам дека онаа квалитетна класа на пејачи која што ја имаме, некако се поттурнати, да кажам, во смисла од она што сега ни се наметнува повеќе квантитет отколку квалитет. И јас сум секогаш за да сме помалку, а поквалитетни, само тогаш ќе имаме успех, а сега не сакам да обвинувам никого, бидејќи живееме во една многу нестабилна земја, каде што секој се бори за опстанок и навидум е многу лесно да се каже да се земе микрофон или некој инструмент и ајде од утре јас станувам пејач. Така да малку се измешани работите и со оглед на тоа колку е тешка ситуацијата за да се преживее, веќе и не ме ни чуди што толку богата ни стана естрадава. Се можеш да најдеш во нашата естрада и мене воопшто не ме радува тоа што кога ќе зборуваат во интервјуата дека оствариле многу успешни турнеи и дека нивните концерти биле многу посетени, а напротив не било така. Тоа е многу загрижувачки и жално да се зборува. Не знам дали јас секогаш сум важела за една искрена личност која што и да немала успешна турнеја, ќе го каже сето тоа. И многу е подобро така, бидејќи публиката осеќа кој е искрен, кој само сака да се похвали. Дај Боже сите да се успешни концерти и турнеи, јас многу ќе ме радува тоа, но не е така, бидејќи тоа што ете публиката преку медиумите не може да го виде, ние во естрадата се знаеме кој како поминува, бидејќи тука се менаџерите, тука се колегите, да си кажеме кој како поминал, колку било посетено, кој како отпеал и така, некои работи кои што се во кругот од музички аспект гледано. И тоа е тоа. Ајде сега да погледнеме уште на песна, Остани. Само пред да го погледнеме твојот настап, збор 2 за оваа песна, таа не е доволно, не е многу вртена по телевизиите, така? Оваа песна доби субвенции и навистина јас многу ретко можев да ја видам медиумски да е свртена. Дури кога ќе им кажам на некој за оваа песна, вика ние не ја знаеме, прв пат слушаме, затоа и сакав денеска да ја испромовираме, бидејќи не беше доволно маркетиншки одбележана и застапена, така да време е
работиме и на неа. Така, затоа сме ние тука со нашата емисија Промо, каде што ги промовираме сите музички дела на нашите естрадни уметници. Елена, повели. Благодарам. Што ние градевме, рушиш ти како од карти кула. Сега кога животот бајка е, зар пак да почнемо нула? Кога ти беше тешко, бев до тебе, сега од мене друга подобра е. Остани, Барнокла, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Шмака, кога ти беше тешко, бев до тебе, сега од мене друга подобра е. Остани, Барнокла, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Остани, Барнокла, остани, те молам да видиш како брзо јас ке те преболам. Остани, Барнокла, остани, да видиш колку со неја губиш и колку не вредиш. Елена, ја погледнавме, слушнавме Остани, која е навистина прекрасна песна, уште една убава весела песна од тебе. А ти важиш, можам да кажам, за уметник кој знае да направи различен вид на музика. Имаш, значи, и имаш весели, имаш модерни, така, староградски, значи секако вид на музика можам да кажам. Имаш и свадбарски. Куме заиграј невеста. Дали подготвуваш или дали мислиш дека веќе е време да направиш уште една ваква убава свадбарска песна за сите наши гледачи кои следниот период ќе имаат некои семејни веселби? Искрено да ви кажам дека најголемиот успех според мене го доживеав со песната Куме заиграј, бидејќи ако погледнеме на YouTube ќе видиме дека има најмногу ковери направено и од многу музички групи е отпеана песната, многу е барана и не поминува веќе свадбена веселба без Куме заиграј, на кое што дело навистина сум горда бидејќи е моја идеја и моје остварување, мој текст, моја музика. Воедно и песната Невеста е автор сум јас на таа композиција. И мислам дека покрај Куме заиграј и Невеста сега е време да се испее една песна за крштевка. И оваа песна можеби лежи во мене, да кажам, 2 години.
се додека не дојде прав момент за да ја извадам. Текстот навистина излезе феноменален, бидејќи се додека не дојде на место секој збор. Јас сум голем перфекциониста за таа работа и сакам сите детали да се онаму каде што му е местото, така и во текстовите. И мислам дека ова што сега ќе излезе, бидејќи оваа недела треба да влезам во студио и да ја снимам песната, ќе го доживее истиот успех како што помина и Куме заиграј, бидејќи јас веќе ја знам таа рецепта како поминува низ, го знам пулсот на мојата публика и знам колку често се прават такви свадбени прослави, веселби, крштевки, свадби, невести. И знаете какви песни се потребни, кои песни, какви точно, песни знам што поминува. Достигаат. Да, знам тоа што поминува, бидејќи еве оваа песна ќе помине во клуб, но моите настапи, да кажам, не се многу чести во клубови. И така да поголем фидбек имам од овие народниве и свадбарскиве песни. И секогаш треба да направиш еден баланс, да гледаш од што имаш профит, бидејќи ако почнам да го правам само ова модерно, мислам дека малку ќе залутам во работите, но сакам секогаш да држам еден баланс и да се докажам дека можам да го правам и тоа, но она што најмногу ми лежи, тоа е баш народната музика и никогаш нема да бегам, како што читав некои наслови дека се префрлам во забавњаци, тоа не е вистина, бидејќи мојот сон е народната музика, е сега тоа што сакам јас да си правам експерименти и да глумам урбан фолкер во Македонија, а не оди, тоа не е навистина моја вина, моје да покажам, но ако не е прифатливо, ќе си се повлечам. И така да видов голем ефект од она што го понудивме од народните песни. Родена за веселба исто е моја песна која што најмногу помина, Ах, пусти пари, Една е мајка, скоро и најголемите хитови кои што ме одбележаа се лично мои песни. И друго кое што сега сакав да ве изненадам на кое што работам е еден српски дует. Нема да ви откриам со кого се работи дуетот. Сакам да е изненадување. Инаку станува збор за еден голем автор кој има оставено многу големи хитови, барем последниве 2-3 години, и тоа нема да ви го открием кој е. Туку следното мое доаѓање ќе биде тоа поводот. И тие се две работи на кои што во моментов размислуваме, бараме кој каде е мое местото и кога ќе излезе во етер да биде полн погодок. Така. Соработуваш со им продукција веќе долги години, можам слободно да кажам. Недостапна за тебе се снимаше токму во ова студио, во нашето студио. Кои беа коментарите за оваа песна и за овој спот? Спотот мене многу ми се допадна, бидејќи беше навистина профи направен, иако го снимевме во едни студени услови, да кажам. Беше зима и спрема потребите на оваа песна, убаво се снајдовме тука во студиото на ИНТВ. Мене секогаш ми е овдека исто како дома да работам и најубаво ми е, бидејќи сакам се да е перфектно додека не излезе еден спот и да висам тука над глава додека монтира. Така да јас сум задоволна од нештото што го направивме. Гледам дека ја сакаат оваа песна. Спотот изгледаше навистина светски, јас слободно можам и тоа да го кажам. И навистина им се допадна, поготово на младата популација се допадна. Јас од колку што имав можност да ги слушнам коментарите од моите блиски, од моите пријатели, значи навистина и прекрасна песна, но и прекрасен спот. Да. Многу ме радува што е така. Ете и оние кои што се помлада популација, исто така добив честитки да продолжам со тој правец, дека многу убаво ми лежи, ми прилега, но јас викам се е спрема потребите. Јас го пеам и тоа, но нема да запрам да го пеам и народното, бидејќи навистина мојот фидбек се докажа низ годините дека навистина е токму таму. Не е тоа случајно, ние сме таква нација која што сака да се весели, да пие, да пее и навистина без таквите живи песни, дали се кафански, дали се шабански, јас немам никакви предрасуди, пеам се што е убаво и се што бара сака публиката, да.
А сега да измислуваме некои новитети, тоа е во ред, но сето она што поминува, наше е да го научиме и секогаш да го знаеме и да го имаме во репертоарот. Така, и добро е секогаш ви како уметник и како добра пејачка, како добар вокал, еден од добрите можам да кажам во Македонија, добро е некош да направите нешто различно, иако народните песни се вашиот правец, секогаш е добро да направите нешто ново, така? Точно. Јас предлагам тука да ја погледнеме, да ја испееме Недостапна за тебе, да ги расположиме нашите гледачи широм светот. Се надевам баш најмногу ќе ве расположам. Мене најмногу, така. Мене ми е една од омилените ваши Знам, песни, знам. така да предлагам сега да го погледнеме настапот на Елена, а вие почитувани уживајте. Ексклузивно ти најавувам, јас од срце те одјавувам и за тебе не сум повеќе достапна, достапна. Ексклузивно ти најавувам, јас од срце те одјавувам и за тебе не сум повеќе достапна, достапна, недостапна за тебе. Ето така, Елена, јас уживав во оваа песна. Сигурно сум дека и нашите гледачи широм светот ужива и се веселаа во нивните домови каде што не гледаат. Елена, кажавме, ќе има нов дует на српски пазар.
нова песна, што е следно со настапите за престојниот период, како стоиме? Престојниот период, само да ми заврши снимањето во студио со новата песна. Веднаш почнуваат моите ангажмани во Македонија, во Бугарија. Веднаш после тоа на 3 март имам гостување концерт во Швајцарија, а додека пак на 14 април сум гостин во Белгија. И се надевам ќе имаме и таму убаво организирани македонски концерти кои што ќе поминат со големи прослави, бидејќи македонците секаде ги има низ светот. И тоа од една страна е убаво, но од друга страна е неубаво бидејќи ни остана празна држава овде. Но ете кај да сме, ние си ги сакаме нашите песни, тука сме да им ги пренесеме на оние кои што не се во Македонија, а сакаат да ги слушнат македонските рефрени. И затоа и тоа го правам со задоволство. Така, значи имаме полна агенда за настапи на Македонија во престојниот период. Да, на 9 февруар заедно имаме на српска забава со Менил Велиовски во дискотека The One во Софија. И тоа се засега моите однапред закажани ангажмани. Секогаш гледам да не бидат премногу во мојата агенда, а да бидат доволно квалитетни за да го зачувам она ниво за кое што се борев низ години да го достигнам. Така, Елена, голем број настапи, дали ти останува време за твоето семејство? Дали имаш доволно слободно време да поминеш со твоите дечиња? Навистина, околу новогодишните празници имав доволно време да бидам со децата и тоа одамна не ми се случило, бидејќи ете и 10 годишниот брак славевме со сопругот, се поклопија работите, за новогодишните празници сакав да бидам заедно со семејството, со неблиските, а тоа беше најголема радост за моите 3 дечиња, Софија, Марко и Калија, бидејќи ги однесовме за почеток во Белград, таму останавме 5 дена и најмногу се радуваа на лизгалиштето, на игротеките, на одевме во кино, одевме на 5D филм да гледаме и имаше многу видео игри за нив. Навистина едно незаборавно уживање кое што до ден денес го зборуваат, еве и еден месец помина откако се вративме. И токму баш денес Софи ми читаше еден текст како го поминале зимскиот распуст и во кој зборува дека ова е еден од најомилените моменти кои што вечно ќе го памети и дека му го препорачува на сите нејзини другарчиња и навистина бев воодушевена што ете така детето го доживеало сето тоа и таквите моменти навистина ме прават да се чувствувам пресреќна. Така, значи имавте на кратка турнеја, но со твоето семејство, со твоите најблиски. Елена, како стои фестивалите? Дали оваа година веќе планираш настап на некој од нашите фестивали? Дали имаш размислувано околу тоа? За сега имам 2 понуди за Фолкфест Валандово, кој што мислам дека во мај ми кажа дека ќе се одржи, за Фолкфест Роса, кој што ќе биде последната недела од месец октомври. Значи ќе видиме што ќе се случи. За сега тие 2 понуди ги добив. Само да видам дали ќе бидам во Македонија за да бидам присутна на фестивалите. И ме израдува тоа што Фолкфест Роса оваа година за прв пат ќе се одржи во живо фестивалот со голем оркестар. И тоа и се очекуваше, бидејќи доста беа плейбеци. Така, колку е тоа битно да се пее во живо? Па многу е одговорна работа, бидејќи пете една настинка колку лошо би влијаело да не можеш да се докажеш во вистинско светло, бидејќи тоа е навистина тие 3 минути се пресудни да кажам за тебе. Па ќе видиме што ќе одлучиме. Јас ги имам тие понуди, сега мое да видиме какви песни ќе имам и дали сум во Македонија за да настапувам на тие фестивали. Ќе видиш така. Да. Елена, пред да го погледнеме уште еден твој настап, нема да се одјавиме, имаме уште малку време. Ќе погледнеме уште една песна, која е уште една моја омилена песна, Срце бакшиш ќе ти дадам. Ајде само накратко за оваа песна. Оваа песна кажав дека требаше 2 до 3 години за да заживее онака како што сега толку страстно ја сака мојата публика. И многу ми е мило што
Е така, инаку текстот и на оваа песна е мој, многу ја сака народот и многу ме радуваат комплиментите кои што кога ќе ми кажат дека ова ти е најубавата песна која што ја имаш. За секоја песна ова ти е најубавата. Па затоа и сакам да имам повеќе песни, значи за сечи вкус и секако дека луѓето се пренајѓаат во некоја песна. Јас лично ако се прашувам, мене ми се едни од најубавите Воздух, Говорот на телото. Говорот на телото е многу стара песна. Ако возот не е последен, ми се чини дека и ги нема. Да, ми се чини дека и ги нема тие снимки од ако возот не е последен, но мора да направиме да ги знае публиката. И така, кога човек внесува емоции во пеењето, секако дека некој ќе се пронајде, некој во балади, некој во брзи песни, некој кажавме во оние наменските, кои што се за свадби, крштевки и такви прослави. И доста имам и печалбарски песни кои што диаспората многу ги сака и знаат секако и да се расплачат на нив. Последна која што ја направив е Една е мајка, претходно беше Ах пусти пари, Мака ме натера и така. Мајка има едно чедо. Многу песни кои што има за сечи вкус да се одбере. Ете така, Елена, убаво си поразговаравме во нашата емисија Промо. Ние повторно те очекуваме. Јас ти посакувам да имаш уште многу успешни песни, уште многу турнеи, се најубаво и јас и во името на нашата екипа. Но пред да го погледнеме твој настав за Срце бакшиш ќе ти дадам. Јас тука ќе морам да се одјавам и ќе им закажам повторна средба на нашите гледачи за следната недела во исто време и на исто место. А сега уживајте во настапот на Елена Вилевска и Срце бакшиш ќе ти дадам. Trebalo ljubov ti da razbudiš, ej vo srce bolo, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo si ja najdom srećata. Bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi povaraš. Srce bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi povaraš. Patubam kako eden životce da te poznavam, od togaš na nikoj drug ne mi odi mislata, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na nikoj drug ne mi odi mislata,
Merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa. To halal da ti je, srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš. Ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Srce bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa. To halal da ti je, srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš. Ušte utre dojdi raka, da mi pobaraš. Merak mi je na te,